Денеска ќе поразговараме со директорот на Гостиварската болница за тоа каква е состојбата во овој град. На телефонска линија треба да го имам доктор Јакуп Јакупи. Добро утро. Добро утро. Доктор Јакупи, каква е моменталната состојба во болницата во Гостивар? Дали се преполни капацитетите, дали има се уште празни кревети? Да, имаме се уште празни кревети, но тоа е резултат на тоа што ние редовно, имајќи предвид прогресијата на бројката на заразени од COVID-19, редовно создававме капацитети. Имајќи предвид дека нашето инфективно одделение уште од почетокот е прогласено како COVID центар и регионален во дело на западниот дел на нашава држава, ние располагавме тогаш само со 18 кревети, но редовно си ги изголемувавме капацитетите, така што последниот период ги преиначихме и некои други одделенија и ги приспособивме нови капацитети, почнувајќи од дел од стар објект од диализата кој беше останато, па после тоа интерното одделение горе, па после и другиот дел на интерното одделение, така што редово, перманентно и периодично ги зголемувавме капацитетите за да може да примеме доволен број на пациенти кои имат потреба од болничко лекување. Колку пациенти се хоспитализирани во моментов? Во моментов со денешните, сепак се стабилични резултати понеделнички, но ако можам да кажам со 99% точност имаме примени кои лежат 46 пациенти моментално во општа болница Гостивар. А каква е состојбата со медицинскиот персонал? Тоа е исто една од темите со кои што се преокупирани македонските медиуми, исто така и со прашањата кон здравствените власти. Постојано, како што знаеме, има разместување на докторите. Каква е состојбата? Имате ли вие доволно доктори, доволно сестри? Па овака сега, во овој период никогаш не се сосема доволни докторите, но со прераспредување и со нови распореди се обидуваме да смогнеме и да го покриеме, да ја покриеме потребата на пациентите. Во поголем број се прераспределени медицинските сестри, затоа што капацитети се преполни, терапиите се на поголем број, така што имаме прераспределено поголем број од сестрите од други одделенија во одделенијата каде што лежат пациентите заболени од COVID. А докторите се интернистите, инфектолозите, а во последно време со препорака наша барање и препорака на владата, тоа е на Министерството за здравство, сите специализанти, не само наша болница, сигурно сите болници во Република Северна Македонија, се вратија во матичните установи и истите се прераспределени таму на припомош на докторите, инфектолози и интернисти. Доктор Јакупи, во изминатото деноноќие потврдени се 990 нови позитивни случаи на коронавирус, од кои 54 се во Гостивар. Каков е вашиот став? Зошто постојано растат бројките? Гостивар е еден од градовите, мислам секако после Скопје и Прилеп, еден од градовите со најголем број заразени барем во изминатото деноноќие. Па, сигурно за тоа што исто е еден од најпоголемите градови на Републикава и мислам дека последно време се земат и голем број на тестови. Луѓето бараат, значи да бидат тестирани и затоа и расте бројката, но мислам дека во целост проблемот не е во тестирањето, но во спазување на препораките кои ги даваме ние лекарите и Комисијата за инфективни заболувања. Мислам дека групирањето што се случува по некое време во градот создава поголема можност за инфекцирање еден со друг. И мислам дека тоа е одраз на зголемениот број на пациенти заболени од COVID.
Дали сметате дека воведувањето по рестриктивни мерки би можело да ги намали овие бројки на дневно ниво? Мислам дека да, ипак и покрај тоа што тоа не е непопуларна мерка и граѓаните малку потешко тоа го припаќат, но може би мислам дека сигурно малку ќе влијае на тоа да ги намали бројките, за да може здравствениот систем да го компензира сето ова во смисол на лекарски третман. Доктор Јакупи, морам и да ве прашам, бидејќи голем дел од поплаките на пациентите на социјалните мрежи кои се однесуваат на здравството, па и генерално на сите болници, се што е со оние пациенти кои не се заразени со ковид, а имаат потреба од лекарска помош или од хоспитализација. Каква е состојбата во вашата болница? Дали се згрижуваат или пак сите останати интервенции се повторно стопирани? Што е со оние кои не се заразени со ковид? Не. Значи, дури би рекол дека и термините функционираат. Сега во некој момент, кога има наплив на поголем број на пациенти, може би и некој да почека некој време малку повеќе, но ништо не е стопирано. Со тестирање и со негативен тест во нашава болница се вршат сите дури оперативни интервенции кои се малку похитни и за кои пациентите веќе не може да чека. А иначе и другите третмани и кај нас ургентна предвидница функционира 24 часа, значи се дава хитна медицинска помош и сите други оделенија функционираат, кажи речи, нормално, без да им се одбие лекарската помош што им е потребна на пациентите. Зборувам за нашата болница сега конкретно. Така, кога веќе ги споменавте ургентните возила и тоа е еден од проблемите на македонското здравство за кој разговараме со години наназад, имате ли вие доволно вакви возила? Да, имаме. Имаме и тоа нови возила, во смислу минатата година или поминатата година. Имаме нови возила, модерни, значи со најсовремени во моментов кои се произведуваат за медицински третман. Доктор Јакуп Јакупи, ви благодарам што ова утро одвоивте време да се јавите во утренски брифинг, да ни избрифирате за состојбата во вашата болница. Се надевам дека следниот разговор ќе го водиме со многу помал број на заразени и со малку пооптимистички вести. Ви благодарам уште еднаш што одвоивте време. Благодарам за можноста.